Името го даваат, Гренланд не го даваат. Ние да сме паметни, после ова што се случува, апсолутно се гледа дека Америка нема намера веќе да биде ниту дел од НАТО. Можеше некое време како проформа нешто ќе постои, ама ова е готово, ова е распад. Ја затоа викам Путин сега гледа од страна и трља раци и се смее како луд. Ова е тотално расуло. Не постои више какво НАТО, какви бакрачи кои кому ќе штити грб. Ќе се формира веројатно некои заеднички воени сили на ЕУ и го имате Джордж Орвел 84-то. Книгата, романот. Дистописки роман за некој идно време кај што светот војува меѓу себе на светско ниво, но е поделен на континенти што војуваат меѓу себе. Северна Америка со Евроазија. И они се цело време у војна, и Океанија има некој што е у војна со едниот или со другиот, или со третиот, или сите три се у исто време у војна. Тоа е светот од 84-та година на Джордж Орвел. А Джордж Орвел бил посветеник на многу тајни друштва. Многу работи предвидел, многу работи знаел. Може би за тоа што бил член од такви тајни друштва и знаел кај ќе оди светот и како ќе биде конципиран светот и како ќе биде нацртан светот после 80, 90, 100 години. И не само тој. Исто така и ој како се викаше Војна на световите што напише временска машина Велс. Истата работа, предвидел многу работи што се случиле декади после неговата смрт. Ова реалноста на Джордж Орвел 84-та кажи го романот, еве вија пред нос. Европа и се заканува на Северна Америка или ајде да кажеме поточно на Соединетите држави. Им се заканува. Гренланд не го дава. Сојузници кога ја, и НАТО. Сега да сме паметни ние у ваква ситуација. Да кажеш, дечки, ние знам, ова е научна фантастика, нема врска, но гледајќи малце подалеку, нема воопшто да сгрешиме, пример која би отстапиле, која би излегле од тој така наречен веќе воен сојуз. Воопшто нема да сгрешиме. НАТО е капут. Шо ќе биде, како ќе биде, уште колку формално ќе постои, никој не знае. Освен или ако се случи нешто радикално да го тргна Трамп на овој или на оној начин, па да дојде овие другиве, па да ги нормализираат работиве со европските држави. Инаку, јо. И замисли се, Курејбериве решени се да го бранат Гренланд. Овој е решен да не отстапи од Гренланд. Што се случи у тој случај? Ако вие сте толку цврсти, така делуваат цврсто, Гренланд не го даваме, името го даваме, Гренланд не го даваме. А овој вика, ја го сакам Гренланд, кој е онади. Тоа што значи? Тоа значи војна за Гренланд. Битката за Гренланд. Филм некој ќе изрежира после 10 години. Битката за Гренланд. Кај може на Гренланд, човече? Или освен овие да отстапат, толку да си Трамп да почне да им се заканува со нуклеарки, овие да речете готово, ај отстапуваме, дојде да се гушнеме, да си подаеме рак. Ама не оди натака работава. Не оди натака. Разводов е сериозен. Решени се да нема више секс меѓу партнерите. Мислам, добро, освен што паони ќе добијат по гзато. Трамп ќе сакаше неколку пати да ги цепне, да им го джорне, што вика. Али овие ако се бранат влезе светот у војна, како да ви кажам? А Путин од страна, замислете сега Путин од страна, сеир ќе им фаќа. Удри, врати му и ти се. Еј, ви, гледај што ти прави. Што ти направи, бе? Абе, удри го там. Абе, немој да го штедиш, удри го бе тамо, бе. Замисли. Замисли. Путин колку далеко ги виде работите. Затоа презема такви акции. Затоа немаше грам двоумење кај него кога тргнал таа инвазија на Украина.
Грам двумење, знаеше со кој си има работа. Ама санкции, ама кои санкции бе? Сите санкции им ги заобиколија. Башка држави од ЕУ купуваат од него уште газ и нафта и куј се тресе работи таму. Да, преку 16 други земји ма купуваат. Све живот, со сите се договори, со големи компании. Уствари ние ќе ви правиме Кока-кола, викам правите си вие Кока-кола, кој Кока-кола, ама немојте веќе да ставите оваква етикета Кока-кола. Бола нека се вика. Чисто ние да си бидеме сигурни, ама вие си продолжавате со нас договорот. Или било која друга голема компанија шива. Оти замена на све најдва, не е Кока-кола, е бола пример. Или не знам како тама се вика, небитно, некоја кола. Видоа со кого си имаат работа. И им одговарало. Само нас, ние треба да се научиме да гледаме малце, како да ви кажам, малце понапред. Проблемот на нашата политика 35 години е што играше реактивно на потез, на противникот она реагира. Никогаш агресивно, никогаш она прво да нападне, поима немам. Гамбит некој додигра да жртвува нешто за да добие нешто поголемо, после да ја добие партијата. Не, ние жртвувавме на наша штета за да ја загубиме партијата. Тактика нула сме имале, стратегија нула сме имале, 35 години наназад. Треба проактивно малце да се гледаат работите неколку потези унапред. У кој сојуз сме ние, бе? Кој е НАТО, бре, људи? Кој утре ќе застане, сите се раскурцани меѓу себе, бе? Кој утре ќе застане да те брани, не да Боже те нападне некоја сила од надвор? Бугарите ли ќе да чекаме да не бранат? Или кој, грците? Или кој друг тамо? Албанци, бе? Кој, бе? Не функционира тоа. И кога не функционира нешто, однатре кој е разјадено, црвливо, никакво, скапано, која е логиката ја и понатака да бидам дел од тоа? Не бе, шок правиш на светот. Кој ве ви доста помогнат? Ова не е више сојуз. Ова е распашана команда, така им кажеш и се повлекуваш од членството. За Европска унија исто така им јавуваш. Со писмо, документ, телеграм. Дечки, ние со вас до тука, понатака не се гледаме, не гледаме дека ни е национален интерес и понатака како чори за стап да се фаќаме за вас и да се надеваме дека некојаш ќе станеме дел од вашата унија. И чао им кажеш и си бараш друга чара. Појака порака не можеш да пратиш како и на сите тамо членки моментално што се. Ке рече ти, ако ви утепаниве сватија дека не бива и не иѓат со нас, дај ние да сидеме побрзо. Утепаниве, бе, овие македонци не иѓат со нас. Сметаат дека не може долго да терпат какви што сме. За жал. Влечени од моментални интереси, повлечени од моментални интереси, од страв, дека ќе направиме кој знае каков греф, ако им дајаме многу угас на сите, прифаќаме да играме да сме дел од нешто што практично више не функционира. Не само што не функционира, него е штетно за самите членки внатре. Мислат дека влечат корист, средства за развој, не знам што, безбедност, некој ова, у суштина нема врска. Ке дојде моментот кога ќе сето тоа, сум го кажал во друго видео, што сето тоа што сметале дека им е од корист или го земале, го користеле за себе, за свој развој или поима нема така да, се ќе им излезе на нос. Се. Оти многу брзо ќе дојде моментот кога ќе треба сериозно да одберат страна. Кога ќе дојде јајцето до газот што се вика. Ќе мора сериозно да одберат страна. Ќе биде момент на живот или смрт. Тогаш ќе се види, ќе видат колку е саат. Кога нема да има назад. Си јадел маст од кај нас, сега стапки јадеш. Особено ако се обидеш да изгледаш на страхотна ситуација, безизлезна. И за Европска унија и за НАТО како алијанса. А кај ќе тера ова, ќе видиме. Секое зло што се случуваше од Балканот
од падот на Берлинскиот зид, револуцијата во Романија, падот на Чаушеску, граѓанската војна во Југославија, бомбардирањето незаконско на НАТО на тогашна СРС, војната во Македонија, сите премрежија геноциди на Балканот, која се распаѓаше Југославија, растурањето на многу други држави во светот во подоцнежните децении. Она што се случуваше како немири во Шпанија, Барселона, кога овие каталонци сакаа да се отцепат од Шпанија и т.н. да па овој Пучдемон го апсеа, го правеше унаправ со неговите, не го дозволија тоа отцепување. Сите други динамички сили во Европа кои што сакаат бараат некој отцепување од матичните држави, дали била Франција, дали била не знам што овој, не? Португалија, не знам кој тамо, Британија као кралство и т.н. Сите тие контрасили кои што народи, етноси кои што барале кај кои што тлеела потребата за посебна држава, независна, повторно ќе се активираат во полна сила. Шо правиме сега после овој разводот, само да ги прашам овие исто така одгоре. Шо правиме сега ако ја сврти Трамп главата од Косово? Знаете до шо ќе дојде одека? Ако косоварите, албанците го загубат својот сојузник, пошто нема да можат на две столици да седат сега. Или си за ЕУ, или ќе биде работава, или си со нас, со ЕУ, или си со Трамп. Со кој си? Дупло голо. Како е да се свртиш го примаат. Шо правиме? Шо правиме кога овие ќе останат без поддршка на Косово? Мислите дека србите така тоа ќе го гледаат само и ќе уживаат да ја останаа без поддршка? Шо мислите што ќе се случи горе во оваква, како се вика, Република Српска? Што ќе се случува пак од другите држави во Европа кај што има народи кои што сакаат отцепување со децении, само што тоа се држи под тепих. Што правиме со мигрантите? Најголемата лага, ја ќе ви кажам која е од 45-та до сега, што го доведе светов во ситуација како што го доведе. Тоа е лагата дека нацизмот беше победен. Па одреди и ден. 9 мај. Денот на падот на фашизмот и нацизмот. Затоа веќе последните години не се ни срамат што не го прославуваат, како што го прославувале претходно. Зборам за земјите од Европска унија. Слават некој ден на Европа, 9 мај. Не ни кажуваат веќе дека тоа денот на падот на нацизмот. Најголемата лага. Од тоа се започна. Од таа лага не доведе до ова што е денес. И сега ќе биде што ќе биде. Баравте, гледајте, нема љутиш. А беа предупредувани со години, со децении. Погрешен е патот. Нео. Путин ги предупредуваше мал милион пати од кога дојде на власт. Така да не го тупам више, ќе биде она што ќе биде. Кој што има уште нешто, некои пачки по дома, ставите тоа под зидови, крите ушпорети стари, потавани у бунарот, пред врата у двора ако имате. Не ни се пишуарно. Глобално, као на светов, на човекова цивилизација, не се пише ништо арно.